почитувана заменик амбасадорки на UNDP, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, заштитата на човековото здравје и живот е без друго најблагородната мисија, но и првна одговорност на која било држава, на сите релевантни институционални и вон институционални чинители. Ако оваа базична премиса ја ставиме во контекстот на недозволената, односно незаконската употреба на малото и лесно оружје при веселби и прослави како проблематика што манифестира заканувачки потенцијал по општата безбедност на луѓето, тогаш без никаков сомнеш можеме да констатираме дека денешниот настан представува токму таков вид на институционален активитет. Пред се превентивен, насочен кон севкупната јавност, кон нужноста за реално разбирање на опасностите и последиците од несвесното и незаконското користење на оружјето, таму каде што воопшто не му е местото. Уште повеќе што преку него се промовира еден партнерски однос на Министерството за внатрешни работи и Програмата за развој UNDP при Обединетите нации во насока на подигање на јавната свест преку кампања наспроти споменатото девијантно поведение. Всушност, денеска промовираме една поинаква димензија на оваа кампања, што објективно ние како Министерство заедно со UNDP во Република Северна Македонија веќе иницииравме во изминативе речиси месеци и половина, фокусирајќи се на поширока офатеност на проблемот. Имено тргнувајќи од мотото секој куршум има мета, слави со срце, не со оружје. Сакаме заеднички да ја анимираме индивидуалната и да ја подигнеме јавната свест за сите опасности што произлегуваат од носењето и од злоупотребата на малото и лесно оружје. Само за илустрација, во текот на минатата година, заклучно со крајот на минатиот месец, според статистичките показатели, полицијата евидентираше 14 случаи кои се поврзани со злоупотреба на оружје при веселби и прослави. Секако, речиси сите тие се кривично правно финиширани, што резултираше со 7 кривични дела, предизвикување на општа опасност, едно кривично дело недозволено изработување, држење и тргување со огнено оружје или распрскувачки материи, како и 6 прекршоци по закон за прекршоци против јавниот ред и мир. Без разлика на реализираните санкции за споменатите дела, се уште се свежи сеќавањата на јавноста за случаи на деца осакатени од употреба на пиротехничките средства или за трагично загубениот млад живот токму од заталкан куршум на прослава на новогодишната ноќ пред нецели 2 децении. И не случајно ова го споменувам. Првенствено, затоа што не треба да се негува лажното уверување дека тоа мене не може да ми се случи. И уште повеќе, затоа што не сме да се дозволи некој, наспроти законот, да се игра лотарија со човечкото здравје или уште пострашно со човечкиот живот. Отаму ние како Министерство, како сервис на граѓаните, сме должни и подготвени да вложиме уште повеќе напори да допреме до граѓаните, да апелираме, да информираме, да едуцираме, објаснувајќи ги сите негативни консеквенции од нелегалното користење на малото и лесно оружје и ризиците со кои се соочуваат блиските, пријателите, сограѓаните, на секој еден што ќе злоупотреби оружје на семените веселби и собири. При тоа морам да споменем дека МВР во изминатиот период реализираше и бројни активности со кои ја поставивме стратешката рамка за контрола на малото и лесно оружје. Вклучени сме во сите регионални и глобални иницијативи, па веќе усвоениот патоказ за одржливо решение за нелегално поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје во Западен Балкан до 2024 година се пристапи кон ревидирање на стратегијата за контрола на мало и лесно оружје и акцијскиот план на Република Северна Македонија со крајна цел во успоставување на систем на сеопфатна контрола на оружјето. Значи, борбата против недозволената трговија со оружје е издигната на ниво на стратешки приоритет на Министерството за внатрешни работи, а како резултат на плански, интензивирани активности во оваа област, минатата година ја завршивме со особено значајни резултати кои се согледуваат во зголемениот број на откриени кривични дела и зголемување на вкупните количини на заплени на оружје, муниција и распрскувачки материи. Паралелно на ова,
активно се работи и на подигнувањето на јавната свест за опасностите од злоупотребата на огненото оружје. Имено партнерското учество во оваа кампања заедно со UNDP уште еднаш ја покажува нашата решеност покрај репресивното делување, да продолжиме во континуитет и во делот на превенцијата, во непосредна комуникација со граѓаните, пред се во локалната заедница, затоа што, впрочем, тоа го правевме во изминатиот период преку полициски служби за превенција при сите сектори за внатрешни работи. Верувам и очекувам дека и оваа кампања, како и низата други нормативно-системски активности, што во доменот на контрола на малото и лесно оружје ги реализиравме во изминативе години на национално и на регионално ниво, ќе ја постигне својата примарна цел, превенција, што значително ќе ја зголеми свеста, а ќе ја намали, па и анулира злоупотребата на оружјето. На крајот, дозволете ми да се заблагодарам на представниците на UNDP за поддршката, за отворената соработка во остварувањето на заедничките цели во интерес на безбедноста и перспективите на граѓаните, на сите колеги од Министерство за внатрешни работи кои активно учествуваат во овој проект и кои што земаа учество во проектот за контрола на малото и лесно оружје, и секако на крајот голема благодарност до сите медиуми и медиумски работници во Северна Македонија што допринесуваат заеднички да ја подигнеме јавната свест за ова што ни се случува. Благодарам.